Нови 1000 работни места ќе отвори најновата странска инвестиција во Македонија. БМЗ Груп влегува со 65 милиони евра, а фабриката за литиумски батерии треба да почне со работа во мај 2025-та. Премиерот Христијан Мицкоски изрази задоволство од овој постигнат договор, за кој вели ќе помогне во растот на македонската економија, бидејќи се очекува да има високи приливи во буџетот од извоз. Порача дека во првите години се очекува истиот да биде меѓу 35 и 40 милиони евра, 60 милиони во првите 3 години, со можност понатаму да достигне и 130 милиони евра. Премиерот најави дека се очекуваат уште нови инвестиции до крајот на годинава. Во тек се преговори за проширување на две веќе постоечки инвестиции од странските инвеститори, но и една нова која што ја преговараме и сме во завршна фаза со уште една многу голема и моќна европска држава, членка на Европската унија. Се надевам и сум сигурен дека и таа ќе се заврши до крајот на годината, со што мислам дека озбилно ќе биде исцрпен потенцијалот на човечкиот потенцијал за ваков тип на инвестиции кај нас. Големо задоволство од постигнатиот договор изрази и генералната директорка на БМЗ Груп Јелица Ивановска. Вели со најновата инвестиција ќе се прошири работата на оваа компанија, а бројот на вработени кои во моментов е 110 ќе се зголеми за 7 до 10 пати. Вели целта на фабриката е преку Македонија да биде поблиску до европскиот пазар. Ова ќе биде нова и модерна фабрика и планирано е да имаме во првата фаза која што сега ја градиме, да имаме 40 линии да донесеме. А вкупниот број на вработени треба да стаса меѓу 770 и 1000 вработени. Целта на постоењето на фабриката во Македонија е за да може да бидеме блиску до европскиот пазар. Мицкоски вели дека охрабрува растот на индустриското производство. Според него тоа е доказ дека бизнис заедницата има доверба во институциите. Очекува ситуацијата да биде уште подобра наредниот период, бидејќи нема да има несигурни политички состојби кои често знаат да ги одвратат инвеститорите. 3,8% имаме пораст на индустриското производство после неколку месеци пад. Падот во мај месец беше и двоцифрен, мислам дека беше 11-12%. Така што после неколку месеци пад, конечно во јули имаме пораст. Како тоа можеме како првичен индикатор да го толкуваме, дека конечно се враќа довербата во бизнис заедницата, имаме стабилна влада, имаме стабилна клима. Според Мицкоски, во растот на економијата ќе помогнат и парите од заемот од Унгарија кој веќе помина на владина седница и наскоро треба да се најде пред пратениците. Премиерот очекува овие средства да допринесат и за позитивно придвижување на бруто домашниот производ.